Откако официјално беше раскинат договорот со Лина Червар, Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија на 31 март 2017 година едногласно го изгласа предлогот Раул Гонзалес да биде новиот селектор на машката ракометна репрезентација на Македонија. Федерацијата и шпанскиот тренер потпишаа договор кој започнува да важи од 1 април 2017 година до 1 септември 2020, период кој значително менува играта, но историјата на македонскиот спорт. Ово најдобриот стратег во Европа! Љубовта кон спортот го носи во Македонија и веќе од 2017 година е актуелен со македонскиот ракомет. Шпанецот поради прославата на католичкиот Божик пристигна во Скопје со еден ден за доцнување и токму во тој момент ексклузив ја имаше среќата да се сретне накратко со него. Навистина е огромна честа да ви имаме во забавната емисија Ексклузив. Дали вие следите шоу бизнис? No, јас не сум шоу бизнес, јас сум сакам да работам, јас сум тренер и Како ви помена на вас 2018 година? Добро, многу чудно за мене, зашто бев тука, се бев тука и сега се бевам во Париз. Тогаш беше многу чудно за мене, ама јас се навидам така и добро. Кој е најдобриот момент од 2018 година? Да, јас мислам кога си игравме со репрезентација Европско првенство, ние си играме на група многу добар, после направиме имавме многу проблеми со играчи, имавме повредени играчи и после кога си игравме со Вардар, си игравме Final Four, ама не си игравме добро и не беше толку добро. Како оди спортот во Македонија, ваша претпоставка? Добро, има шанса секогаш и многу сакаат, многу се чувствуваат многу добро како кога играат со репрезентација и јас мислам дека само треба да работат, само треба да играат со почит и тоа. Која е најтешката карактеристика со која се соочувате кај играчите? Кој е на кое што најтешко ви оди? Тешка, не знам, кога играш на екипа, е тешко што ти можеш да бидеш многу добар, ама треба да работи со други играчи, тогаш треба да има... Има ли многу суета? Тешко. Има многу играчи, кога ти си тренер, ти треба да мислиш за сите. Тогаш е тешко да одлучиш кој треба да игра, кој не треба да игра. По природа е тивок и трпелив. Раул Гонзалес е во брак со сопругата Ана, со која ги имаат ќерките Сузана и Ана, со кои веќе 4 години живеат со него во Скопје. Постарата ќерка Ана има 14 години, додека пак помалата Сузана 9. Ана го добила името по својата мајка која исто така се вика Ана, а тоа е така затоа што традицијата во Шпанија налага децата да се крстат по имињата на своите родители, односно ако е машко по таткото, ако е девојче по мајката. Жена, деца, фамилија, се гледате? Да, секогаш. Јас се гледам таму со фамилијата, со децата, сега ние сме седно на Македонија, ама не те разбира добро, зашто сум... Добри сте со македонскиот јазик, вежбата? Тешко, зашто сега треба да научам француски, треба да проминам... Се мешат јазици? Да, и мешам се. И тогаш кога јас стигнав вчера, има многу проблеми да разбирам, ама кога видим тука 4-5 дена, ќе видим подобро. Како ќе ја честитате новата година на сите гледачи на Ексклузив? Не знам. Како ќе честитате нова година? Како ќе честитам? На сите, сакам да честитам на сите, ќе имат успех и голем успех и добра работа. И благодарам. Благодарам, треба да. Селекторот Раул Гонзалес ќе остане со престој во Македонија со цел подготвување за претстојното светско првенство во Германија и Данска за оваа година. И по тој повод Ексклузив му посакува успешна година.